Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Василий Презвитер Анкирски, светата Дросида и преподобниот маченик Евтимий. Свештеномаченикот Василий Презвитер Анкирски. Под царот Констанци трпел многу од ариевците и во тоа време се беше прочул како голем ревнител на православието и вистински пастир на словесното стадо во Анкира, а кога потоа на престолот седнал Јулијан Отстапникот и почнало гонење на христијаните, Василий јавно го разобличувал ова ново нечестие и ги утврдувал своите луѓе во верата. Затоа бил фрлен во самица. Па кога царот Јулијан дошол во Анкара, Василий бил изведен пред царот и царот почнал да го наговара да ја остави Христовата вера, ветувајќи му почести и богатство. Тогаш Василий му одговорил на царот: "Јас му верувам на мојот Христос, од кого ти си се одрекол и кој тебе ти го даде ова земно царство, но тоа наскоро ќе ти биде и одземено. Зарем не ти е срам од олтарот по кој се спаси од смртта како 8-годишно дете кога бараа да те убијат? Затоа наскоро ќе ти се одземе ова времено царство и телото твое нема да биде погребано кога ќе ја испуштиш душата во остри маки." Јулијан се разлутил и наредил на Василий да му се дерат на ден по 7 ленти кожа од телото. И така правеле мачителите неколку дена. Кога Василий повторно излегол пред царот, тој зел самиот од себе една лента од својата собствена кожа и му ја фрлил на Јулијан в лице велејки му: "Земи, Јулијане, и јади, ако таквото јадење ти е сладко, а мене Христос ми е живот." Таа случка се разгласила по градот, а царот од срам тајно се тргнал од Анкара во Антиохија. Василија пак продолжиле да го мачат со усвитено железо, додека не му ја предал својата душа на Господа за кого многу страдал во 363 година. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси
molivi spasenija našego radi, voplotiti sja od svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vočelo veći visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si sjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Sjatomu Duhu, spasi nas. Светата Дросида, ќерка на царот Трајан, била фатена со другите 5 жени, кај што ноќе ги собира телата на постраданите маченици за Христа и поради тоа од царот остро тепана. Оние 5 жени биле тешко мачени и најпосле фрлени во растопен бакар, каде што своите души му ги предале на својот Господ. А Дросида останала под строга стража, но таа избегала од дворот и сама себе си се крстила во една река. По 8 дена му ја предала својата душа на Бога. Преподобниот маченик Евтимиј, роден е во селото Димицијани на Пелопонес. Како момче живеел христијански, но подоцна отишол во Романија и таму се предал на голем разврат. Во тој разврат го навел лошиот дух да се потурчи, но штом го сторил тоа, почнал горко да се кае. Се вратил повторно во верата Христова и се замонашил во Светагора. После неколку години, поминати во тежок пост и молитва, се решил да умре за Христа. Со благослов на својот духовник, отишол во Цариград, каде некако успеал да излезе пред великиот везир. Пред везирот тој почнал да се крсти, да го фали Христа и да го навредува Мухамеда. После долги тормозења бил осуден на смрт и исечен на 22 март 1814 година на Цветници. Од неговите мошти се случиле многу чудни исцеленија на болни. Неговата чесна глава се наоѓа во рускиот манастир Свети Пантелеймон во Светагора. И така, ова 20 годишно момче прво му умрело на Христа, а потоа за Христа. Dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnu i
Te